Во наредните 10 дена, односно до 20 август, ќе трае пријавувањето на штетите кај земјоделските површини и во домакинствата од поплавите во Кочанскиот регион, што минатата недела беа предизвикани од обилните врнежи. Во локалната самоуправа на Кочани се одржа работна средба на која градоначалникот Николчо Илиев со претседателите на местните заедници и со представници на земјоделците од најпогодените села Горни и Долни Подлог, како и градовци, ги договараа можностите за обештетување. При тоа се разговараше за актуелната состојба и преземените мерки досега, пред се за чистењето на каналите и ангажирањето на комисија за проценка на штетата. Ние како локална самоуправа, она што е наша надлежност, она што можеме да го направиме најбрзо, први за проценки на дел од штетите веќе имаме комисија. Она што ни фали, недостасува во комисијата, ќе го надополниме во делот на земјоделие и водостопанство, се со цел да имаме комисија која е компетентна во делот на одлучувањето и проценките на штетите кои што се настанати од невремето. Исто така се договоривме дека сите заедно ќе ги одиме следните чекори кои ќе водат прво на решавање, односно облажувањето на последиците од ова невреме, а секако дека треба да одиме и еден пат кој ќе ги решава пред време сите овие проблеми кои се наталожени, се со цел да евентуално невреме кое гледаме дека доаѓа ненајавено, да не изненади повторно и дека ќе направи додатни штети и последици кои што можеме ние како граѓани да допринесеме во спречувањето на овие последици. Значи сигурно дека има пропусти од сите страни, почнувајќи како што реков од нашата граѓанска одговорност или неодговорност како сакате, па понатаму сите институции кои се задолжени за одржувањето на каналите на вистина носат голема одговорност и тука не треба никој да побегне. Јасно е дека некој не ја завршил работата како што треба и за тоа последиците беа поголеми. На состанокот во општината земјоделците посочија и на узурпацијата на земјиштето околу и во каналите, поради што тие се со намален капацитет и не можат да ја приберат надојдената вода. Беше предложено да се упати барање до владата да прогласи елементарна непогода во подрачјето, што би овозможило да се добие финансиска помош од државниот буџет. Земјоделците рекоа дека на поплавените ниви им е изгубен целиот род, а штетата е ненадоместлива. Лично јас зборам у моја име и за другите што ги познавам, јас засејам 5 хектара пипер. Ниту имам ја плата, ниту жена има плата, ниту никој не сме вработили, исклучиво живееме од земјоделие. Значи пиперо беше више у берба, више ние имаме црвен пер за 10 дена рачунаме. Ланска година е почнал, јас сум почнал до 23 август да оберам пиперо. Пријавена количина околу 70 тона. Лани има 30 декара, оваа година има скоро 50 декара пипер посеја. Ние сме значи буквално уништени. Што е селото Горни Полог и Долни Полог што нема влезено вода во куќата, тоа е за поздрав што е водата очистена. Тамо нема човечки жртви, немаме за среќа, што е тоа позитивно и добро. Од оваа стана целокупната вода што е пресечена у водостопанската организација што не се средени вадите и нас не после поплави буквално цело поле е поплавено. Цело поле. И сега ние тука сме некаде околу 50-100 семејства, точно не можам да знам колку екзистираат вкупно, ние сме више сите поплавени. Исто како водата нас да не взела во куќите. Ние немаме никаква екзистенција. Никако немаме екзистенција. Проценките се дека за едно денонокие меѓу 6 и 7 август во Кочанскиот регион наврнале околу 130 литри на метар квадратен. Водата се излеа во земјоделските површини и направи штета кај посевите, а исто така и кај дел од домакинствата. Министерот за земјоделство Трајан Димковски попладнето направи увид на поплавените земјоделски површини во регионот, а оствари и средба со земјоделците од Кочанско, кои претрпеа најголеми штети од обилните врнежи. На средбата беше појаснето од и земјоделските производители треба што поскоро да ги поднесат пријавите за проценка на штетите. На тој начин ќе се овозможи полесно да се согледаат последиците од поплавите и да се сумира вкупната штета, особено кај градинарските култури. Тоа што имавме прилика да видиме за што се работи за една огромна штета, каде што токму индустријската пиперка е, што би се рекло, пред берба и во едни такви вложени средства дојде едно вакво
невреме кое што направи овдека економска штета, но зборувавме за она како можат самите земјоделци преку локалната самоуправа, преку општината да аплицираат за штети за земјоделски култури, но исто така во таа истата апликација доколку има штета и во стопански дворови, тоа се работи, значи доколку има штета на не знам дали имат складиран одреден производ детели на ориз или што и да е друго, исто така може да го пријават или доколку има штета и на самите објекти. Така да сето тоа ќе влезе во еден елаборат. Си земав одредени обврски за да ги доинформирам, бидејќи многу е битно сега во една ваква почетна фаза да не се направат некои грешки, односно сите слабости кои што ги имаме увидено како едно одредено искуство, да не се повторуваат грешките, за да се даде една правилна насока и преку елаборатот што е можно побргу, за да не биде повторно враќен од страна на комисијата, владината комисија која е под Министерство за финансии, за да не биде повторно враќен или до уредување, за да една таква постапка на побрзо се заврши, што е можно и побргу самите земјоделци да ги добијат одредените пари за обештетување назад. На средбата со жителите од Долни Подлог беше нагласено дека најверојатно ќе бидат потребни уште 30 дена за да се исплатат дополнителните субвенции од 3 денари за предаден килограм пипер и други индустријски култури. За ова, рече Димковски, владата треба да донесе ребаланс со кој парите ќе им бидат префрлени на земјоделците. При тоа тој истакна дека не очекува пролонгирање на рокот, со оглед што собранието веќе е формирано, а наскоро треба да се формира и новата влада. Од почетокот на оваа недела продолжија започнатите работи за реконструкција на улицата 4-та македонска бригада во Кочани. Иако беше планирано таа да се асфалтира минатиот петок, лошите временски услови и обилните врнежи од дожд ги пролонгираа градежните работи. Со реконструкцијата веќе се асфалтира коловозот, при што нов асфалтен слој се поставува во должина од 260 метри. Од општина Кочани најавуваат дека ќе бидат извршени поправки и на тротоарот на потегот од крстосницата на влезот во градот до спојот со улицата Скопска. Овој дел од улицата 4-та македонска бригада има сериозни оштетувања кои го отежнуваа сообраќајот на угорницата кон населбата Текишински Лозија. Активностите на 4-та македонска бригада се одвиваат во рамки на реконструкцијата на 7 улици во Кочани. Според програмата за уредување на градежното земјиште за 2020 година, за реконструкција се подготвуваат и улиците Плачковица, 2 крака од Маршал Тито кај мултикултурниот центар, потоа улицата Илинденска, Коста Рацин и 9 мај. Од општина Кочани најавуваат дека до крајот на годинава се планира и реконструкција на улиците Раде Кратовче на потегот од плоштадот до населбата Бавчолук, како и улицата Гошо Викентиев кај поранешен колор. Средното општинско училиште Ванчо Прки од Виница навреме ќе ја избере фирмата за бесплатен превоз на учениците. Јавниот повик за избор на давателот на услугата веќе е објавен и рокот за пријавување на заинтересираните трае до 25 август. Иако јавно не е објавена проценетата вредност на трошоците за услугата, се очекува според искуството од претходните години пресметките за трошоци по ученик за бесплатниот превоз за престојната учебна година да бидат вкупно околу 4 милиони денари, без давачките за данок на додадена вредност. Со распишаниот тендер треба да се обезбеди превоз за 196 ученици кои живеат во другите населени места во општина Кочани или пак се од соседните општини Кочани и Зрновци. Релациите на кои ќе се превезуваат учениците се групирани во 8 линии, при што за секоја линија ќе се спроведе посебна електронска аукција. Освен тоа, како забелешка во техничката спецификација на јавниот повик е нагласено дека превозот ќе се извршува само во една смена, односно за периодот меѓу 8 и 14 часот. Носителот на набавката се обврзува да обезбеди посебна линија за превоз на учениците, односно во периодот кога ќе се превезуваат тие да не смее да врши превоз на други патници. Исто така треба да има во собственост соодветен број возила за превоз на дадената релација, а возилата да имаат соодветен број на седишта сразмерно на бројот на ученици, односно да се обезбеди место за седење за секој ученик. Плаќањето на извршената услуга училиштето ќе го прави по добивањето на средства од општина Виница на сметката за блок дотации. Со оглед што предметот на договорот е делив, тоа значи дека за давање на услугата можат да се пријават и повеќе понудувачи, односно еден оператор да избере на кои релации ќе вози.
Фудбалерите на Осогово и Слога 1934 продолжуваат со одигрувањето пријателски контролни надпревари пред почетокот на првенството во втората Лига Исток. На домашен терен на стадионот Никола Мантов, викендов жолто-сините се сретнаа со Кожув од Гевгелија и одиграа нерешено 1:1, иако домашните имале шанси да изборат подобар резултат. Гостите први дошле во водство со погодокот на Каракамишев, пошто се отишло на пауза. Во второто полувреме, нашите фудбалери успеале да ги средат своите редови и да постигнат израмнувачки гол преку Крклински. Во текот на средбата, домашниот тим имал неколку шанси за постигнување на уште неколку погодоци, но еднаш ударот завршил во пречката, а другите напади пред голот на гостите останале без конкретна завршница. За разлика од Кочанскиот, кој беше домакин, виничкиот второлигаш Слога 1934 викендов одигра пријателски надпревар како гостин против победа од Прилеп. На игралиштето во Прилепска могила, двете екипи ги дочекале лоши услови за надпревар, односно врнежи и каулив терен, но сепак виничани биле поснаодливи. Голот на Благојчо Коцев, постигнат во второто полувреме, им донел радост на неговите соиграчи, особено што со тоа го поставил и крајниот резултат и ја обезбедил победата.